Па со ваквото континуирано сурово и нечовечко однесување, обвинетиот кај оштетената создал состојба на тешка психичка вознемиреност, страв, безнадежност и чувство на безизлазност и истата безразумно доправува и да ги контролира своите постапки, извршила самоубиство по сам неколку минути откако останала заклучена во станот со малолетната Катија, скокајќи од терасата на станот од 6-тиот кат заедно со нивното малолетно дете Катија, при што двете паднале на бетонската подлога пред зградата, од кој пат оштетената сега починатата Ивана и незината ќерка Катија, сега почината, дошло до раскин на мозокот и престанок на работата на важни витални центри, при што настанал смртен исход. Со поглед на наведените дејствија, обвинетиот Стојанчо Јовановски од Скопје сторил кривично дело, телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот, кривично дело за загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ со став 2 ВВ со став 1 од КЗ, опишано во точката 2 од диспозитивот, и кривично дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ, опишано во точката 3 од диспозитивот, па согласно цитираните членови, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 35 и 39 од КЗ, судот на обвинетиот Стојанчо Јовановски за кривичното дело телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години, за кривичното дело за загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ став 2 ВВ став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 3 години и за кривичното дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За сите три кривични дела е утврдена максимална казна, па со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во стек содржани во член 44 од Кривичниот законник, го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Согласно член 144 од ЗКП, оштетената Љубица Стојановска и Александар Стојановски за остварување на предјавеното имотно правно барање се упатуваат на спор во граѓанска постапка. За засметувањето на времето поминато во притвор во казната, за судскиот паушал и трошоците на постапката подетално во писмениот отправок на пресудата. Причините за вака донесената одлука ќе бидат образложени во писмено изработената пресуда, на која странките ќе имаат право на жалба во рок од 8 дена од приемот на пресудата преку овој суд до апелациониот суд Скопје. Седнете, по однос на мерката притвор, јавниот обвинител наведе. Бранителите, јавниот обвинител, бранителот наведен, немам што да кажам, другиот бранител, немам што да кажам, обвинетиот, немам што да кажам. Добро, по однос на мерката притвор, судот донесе решение и истата се продолжува. До правосилноста на пресудата, односно до започнување со издржување на казната, сметано најдолго 60 дена, сметано од денешниот ден. Благодарам, пријатно. Вака, Стојанче Јовановски, судот го огласи за виновен за сите три кривични дела кои му се ставаа на товар. Доби максимална казна за сите три кривични дела и му беше изречена единствена казна од 12 години затвор, бидејќи согласно закон единствената казна не може да биде збирот од
казните за сите 3 кривични дела. Значи, за првото кривично дело е предвидена казна затвор до 5 години затвор, тоа е значи за семејното насилство, телесната повреда при семејно насилство. За загрозување на сигурноста беше предвидена казна затвор до 3 години и за наведување и помагање на самоубиство беше предвидена казна затвор до 5 години. Во оваа фаза од постапката, имајќи го предвид фактот дека се работи за првостепена пресуда која што не е правосилна и која верувам дека одбраната ќе ја обжали, судот ја изрече максималната казна за сите 3 кривични дела. Од друга страна, би сакала да кажам дека Иван и Катја повеќе ги нема. Секоја присуда, мислам, и казна не е доволна, бидејќи тие не може да се вратат. Од друга страна, би сакала јавно да искоментирам во однос на кривичното дело наведување на самоубиство, каде што ја имаме најтешката последица загуба на човечки животи. Би сакала да искоментирам дека казнената политика можеби не е во корелација и не соодветствува на толку тешката последица што ја имаме кај вакви случаи, посебно што првпат имаме случај на проширено самоубиство, не само самоубиство, и сметам дека тоа би требало да биде предмет на една поширока анализа од страна на правните експерти, изготвувачи на закон во насока на построга казнена политика и подобрување на казнената политика, бидејќи не може за едно семејно насилство каде што има телесна повреда да е предвидена казна затвор до 5 години, а каде што имаме смртна последица исто така да е предвидена казна затвор од 5 години. Денеска беше изречена пресудата, значи Стојанче обвинетиот е огласен за виновен за сите 3 кривични дела кои што му се ставаа на товар и во име на семејството, односно на оштетените. Сметаме дека казната е соодветна. Тоа и го очекувавме, затоа што кажавме да, Ивана и Катја навистина нема да се вратат, меѓутоа навистина овој предмет е веќе една јасна порака дека семејното насилство во оваа држава нема да се толерира. Тоа што е многу значајно, што исто така за прв пат, согласно тоа што ние го имаме како информација, имаме присуда за наведување на самоубиство поради семејно насилство и сметам дека ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи, заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрајно семејно насилство како што беше во овој случај. Исто така сакам да истакнам дека целата постапка беше ефикасна и навистина јавното обвинителство освен што беше многу ефикасно во овој случај, меѓутоа покажа и сензибилитет, што не е секогаш пример во сите случаи на семејно насилство и родово засновано насилство, така што се надевам дека и во иднина ќе имаме вакво позитивно постапување и овој пример ќе се следи.